првиот ден на кризата нашиот став беше дека никој нема да биде оставен сам за да се справува со кризата и дека нема да дозволиме профитерство во услови на криза на грбот на граѓаните. Од првиот ден до денес докажавме дека се држиме до тие два основни постулата. Во изминатиот период владата на Северна Македонија преку повеќе одлуки и механизми излезе во пресрет на потребите на граѓаните, особено на најранливите категории на граѓани, како и на бизнис заедницата, и преку тоа овозможивме заштита на стандардот на граѓаните и заштита на ликвидноста на компаниите и работните места на нивните работници. Во таа насока во текот на 2022 година донесовме два пакети антикризни мерки во износ од над 760 милиони евра, поддршка на стопанството и поддршка на граѓаните, која ќе остане запаметена како највисока поддршка во регионот во време кога се затвораа компании, се отпуштаа масовно работници и кога цените почнуваа да одат нагоре насекаде во Европа. Помогнавме и директно, парично, но и со субвенции, меѓу кои субвенциите за електрична енергија, со што значително влијаевме врз намалувањето на трошоците на компаниите и облажувањето на ценовниот шок. Обезбедивме 5 пати помала цена на електрична енергија за сите граѓани, за сите 600.000 домаќинства во државата и не дозволивме ценовен шок, а исто така обезбедивме 3 пати поевтина електрична енергија за регулираниот пазар, односно за 72.000 компании кои вработуваат 98% од работниците во државата. Обезбедивме субвенционирана цена на електрична енергија и за виталните функции на државата. Дополнително кризата ја искористивме и како можност за трансформација на енергетскиот систем и само од јануари минатата година до крајот на февруари оваа година, значи во мандатот на оваа влада, во нашата држава се инсталирани 182 мегавати капацитети за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија. Само за споредба, никогаш досега толков капацитет не бил изграден од 1984 година, бидејќи толку е еден блок на рек Битола. Ние од обновливи извори за една година имаме 182 мегавати инсталиран капацитет електрична енергија од обновливи извори на енергија. Она што следува исто така изградба на гасоводот со Грција, со цел да имаме диверсификација и на снабдувањето со енергенси и со тоа да обезбедиме енергетска независност и енергетска транзиција за иднината пред нас. Северна Македонија има ресурси со кои ќе станеме регионален центар за енергија од обновливи извори. Зелената енергија е иднина, а ние уште денес преземаме чекори и работиме на енергетската трансформација на земјата. Факт е дека спречивме ценовен шок, овозможивме стабилно снабдување со електрична енергија, го зголемивме производството на струја од домашните капацитети за 50% во однос на изминатиот период, осигуравме стабилност на цената на струјата, а тоа пак влијае директно врз стандардот на граѓаните, но и врз стабилизацијата на инфлацијата. Воедно размислуваме и за 2023 година и затоа во буџетот за оваа година се предвидени 225 милиони евра средства за антикризни мерки. Зголеменото производство на електрична енергија ја овозможува на регулаторната комисија за енергетика да размислува и да прави пресметки за повторно воведување на дневна ефтина тарифа на електрична енергија. Кога сите сметаа дека државата ќе остане без електрична енергија, кога скептиците и критичарите велеа дека нема да имаме електрична енергија, дека цената на електрична енергија ќе порасне за 40%, прво, не порасна цената, второ, за компаниите 20% се намали цената на електричната енергија и трето, во јануари продававме вишоци на електрична енергија. До сега се покажа дека владата ветувањата кои што ги дава на економски план ги исполнува. Како што споменав на почетокот и пак повторувам, ветивме дека никој нема да биде оставен сам и никој не беше оставен сам. Излеговме во пресрет на граѓаните и на нивните потреби и носевме и продолжуваме да носиме одлуки кои што се во насока исклучиво на интерес на граѓаните. Такви беа и последните одлуки во однос на замрзнувањето на цените на основните прехранбени производи врз основа на следењата и анализите на пазарот. Минатиот месец ја замрзнавме цената на лебот
на белиот и полубелиот леб, а ги намаливме и цените на тесненините за 15%, како и цените на дел од млечните производи, меѓу кои кравјото млеко, уредата, сирењето, кашкавалот, киселото млеко, павлаката и јогуртот за 10%. Последно, ја замрзнавме и цената на јајцата од кокошка и оризот, со што нивните највисоки цени ќе останат на нивото кое што се применувало на 15 март 2023 година со важност до 30 април 2023 година, што значи дека оневозможивме зголемување на цената на овие производи пред великденските празници и пред празникот Бајрам за нашите граѓани. Цената на јајцата во Северна Македонија е 8,5 денари производствена цена по јајци и најскапото може да оди до 9,8% во производство и цената зависи нормално од пакувањето, видот на амбалажата и слично. Маржите веќе знаете дека се замрзнати, така да имаме предвидлива и константна цена на овие производи до 30 април, а верувам дека така ќе продолжи и во иднина. Што значи дека ако се дозволи да оваа мерка биде сама, тогаш можеше да се случи да имаме зголемен извоз во странство. Затоа има уште една одлука која што ги обврзува малопродавачите, 70%, минимум 70% од набавките кои што ги имале во текот на јануари и февруари да ги имаат и во периодот на замрзнати цени, бидејќи цените на овие производи на пазарите во регионот се значително повисоки од цените кај нас. Со оваа конкретна мерка, значи трговците се обврзани редовно да ги снабдуваат маркетите и јас заедно со министерот за економија периодично одиме во малопродажбата и ги проведуваме спроведувањето на овие мерки заедно со директорот на Државниот пазарен инспекторат, чии што 150 инспектори се постојано на терен и кои што имаат извршено 500 контроли во текот на изминатиот период, што значи дека работат исклучително ефикасно и веќе се работи на изрекување на казни за оние кои што не ги почитувале, меѓутоа многу е мал бројот на тие во малопродажба трговци кои што не ги почитувале овие мерки. Цените се замрзнуваат за да останат парите кај граѓаните, а овие мерки ги преземаме во пресред на големите верски празници, како што кажав, каде што нашите граѓани сакаат да ги прослават на достоинствен и заслужуваат да ги прослават на достоинствен начин. Исто така сакам да потенцирам дека овие мерки не ги носиме произволно, туку се базирани на анализи и на аргументирани факти. Ги следевме и ќе ги следиме случувањата на домашниот, но и на светските пазари. Воедно внимателно ги следиме и реакциите во јавноста. И соодветно на тоа како влада реагираме и ќе реагираме со сите наши механизми со цел да не дозволиме дисбаланс на домашниот пазар, што би се одразило и врз семејниот буџет на граѓаните. Во овој контекст сакам да информирам дека во моментот се завршени анализите за замрзнување на цените на дел од овошјето и зеленчукот, кои што се направени од страна на Министерството за земјоделие и веќе се доставени до Министерството за економија, чии исто тимови ги прават анализите и може да очекуваме уште утре на седницата на влада да ги разгледаме предлог одлуките кои што се однесуваат на замрзнување и на дел од овие производи, а денеска се уверивме со министерот за економија дека ќе треба да се интервенира и кај дел од хигиенските производи кои што најмногу граѓаните ги купуваат. Тука би сакал да се осврнам и на една многу важна работа, а тоа е континуираниот раст на платите и пензиите и како тоа влијае на стандардот на граѓаните во комбинација со мерките за замрзнување на цените. Системските мерки кои што ги презедовме во 2022 година овозможивме да има покачување на плати, да има покачување на пензии, минималната плата е покачена, пензиите се покачени, просечната плата е покачена на историски највисоко ниво и од октомври до денес имаме константно намалување на трендот на инфлацијата. Што значи економската политика и економските мерки кои што владата ги презема даваат конкретни, мерливи резултати за граѓаните. Ние како влада и јас како премиер ќе продолжиме да ја развиваме државата и да носиме мерки кои што ќе бидат и за заштита на стандардот на граѓаните и за заштита на ликвидноста на компаниите, што можете да се уверите и преку новите кредитни линии преку развојната банка на државата.